Серафимов, брой 11 Сантос Барбоси, брой 16 Марко Рохев, брой 19 Гоша Арби, брой 11 брой 13 Матей Николов, тук са брой 17 Стефан, Стратен брой 20 шеф на студен щаб на екипата Ямите Луни Гърти Бързата Цатасовски тренер Виктор Кравченков, тренер на Бола Мибали Нагиев, лекар Нина Стояновски, физиотерапевт Съдя Стоянов. За екипа на Бояница Негола Царевен, Янчо Фетовски, брой 19, Анджело Николовски, брой 15, Йован Манев, брой 5 Антонов, 17 Гърчев, брой 28 Сашо Шоповски, брой 14 Марио Новски, брой 9 Андрей Кудиян, брой 21 Дарко Додев, брой 7 Мартин Стоянов. На клубата за резервни футбалери са брой 24 Кристин Китановски, брой 25 Дарко Стоянов, 23 Наумче Бакратовски, брой 11 Дристан Умов, брой 22 Любче Куде, брой 4 Леон Цусковски, брой 13 Матей Георгиев. Шеф на стручен щаб Добринко Илиевски, тренер Александър Танчевски, тренер на Ломани Любче Колев, лекар Георги Стойчев, физиотерапевт Владко Китановски, комесар за бедност Горан Трайков. Пък останала въпросът на Марти Стоянов. Опит за нов центършут. На място е отбраната на Македония Георги Петров. Задина. Тежко се разпознават играчите, защото ако се включи предвид преварата на рефлекторите и секако во текот на преносот ќе имаме подобра, јасна слика. Манев. Во акција Македония Георги Петров. Реагираат. Боби Божиновски беше тоа, центършут, на място е Йордан Манев. Филип Петров и от Томе Китановски, а се подготвя да изведе аут Денис Тошич. Топка кај ганскиот интернационалец Родригес, на място е голманот Илче Петровски. Додев, пред него интервенира Томи Китановски, одземава топка и сега високо подигнато знаменцето, офсет сигнализира помощникот на Георгиев. Индиректен удар веќе изведен. Шоповски убаво кон Кудија, меѓутоа на место беше одбраната на гостите реагира. Нова акција на Брегалница. Антонио Митров со број 5, со број 20, тоа е Анес Османовски. Убава интервенција, ја сеќа акцијата на гостите. Митрев, Стошич, Филиповски, Давид Атанасовски беше тоа погреши, нема офсет, меѓутоа премногу предпазлив беше Кудија, топка сигурно во раците на голманот Стефан Тасов. Стошич.
Китановски. На спортивната страна кон Давид Атанасовски. Убаво празно. Опасна ситуација меѓутоа на место одбраната на Бергалница. Поточе Јова Ванев изфрла во аут. Раководството на Бергалница може би единствено во Македонија во заштита на здравјето на играчите на овие пеколни горештини каде што температурата доаѓа 30-40 степени. Слободен удар за играчот со број 2 Дамир Бенјамин. Стошич. Митровски далеко на полето на Бергалница, тамо е Мирчевски, да. Центар шут пред голот на Илче Петровски, удар кон голот, крај голот. За малку беше непрецизен. Филип Петров, играчот со број 14, беше во идеална позиција, играта на голот беше Илче Петровски, топката за малку отиде во гол-аут. Очекуваме дегажман на Илче Петровски. Да спомнам дека на клупата на Бергалница е вториот голман Давид Денковски, кој што во текот на оваа недела настапи, беше во составот на македонската селекција U21, кој играше со Шпанија, загуби 1:0, меѓутоа дечките одиграа одлично, меѓутоа нема спортска среќа. Загубил пенал, има шанс од пенал да изравнат на 1:1, меѓутоа шпанскиот голман го одбрани ударот на македонскиот репрезентативец. Во селекцијата на Македонија настапи и Кристијан Ацковски, а во финишот на средбата настапи и штипјанецот Ване Јована, кој што настапува за екипата на Академија Пандев од Струмица. Значи, ова се надлежни моменти за штипски фудбал, во кој еве 20 млади играчи ја красат селекцијата U21, иако мора да споменам дека и во изминатиот период доста играчи продефилираа во најмладите селекции 15, 17, 19 и сега во селекцијата до 21, каде што доскоро беше капитени Бобан Николов, кој што еве за прв пат по полуга пауза македонската репрезентација настапи на едно европско првенство во Полска. Слободен удар на средината на терена за гостите од Ѓорче Петров. На место е Марти Стојанов и мисля, че Мирчевски беше тоа сепак. Слободен удар за или аут. Слободен удар сепак за Бергалница. Како да имаше прекршок, меѓутоа судијата Ѓургов не суди. Сега опасна ситуација пред голот на Илче Петровски, во напад е Родригес. Крај него Мичковски. Боби Божиновски ја загуби ова топка, Шоповски оди во напад, убаво кон Додев. Се уште Додев. И да видиме дали ќе биде корнер. Да, втора удар од аголот за Бергалница, Штошич исфрли топката во корнер. И неколку осрека и Боби Божиновски, да кажам дека тој се почесто се наоѓа на листата на стрелците за екипата на Македонија Ѓорче Петров. И еве кога топката кај него доста делува опасно заедно со интернационалецот од Гана. Крај топката Дарко Додев.
Играчот кој што во минатата средба беше асистент на 2 гола за Брегалница. Убаво изведен корнер, интервенира гостинскиот голман Тасев. Повторно Додев. Шоповски беше фаулиран, почитуваше предност судјата Георгиев. Божиновски. На спортивната страна офсет. Опасна закана беше по голот на Илчи Петровски, меѓутоа на време на реакција сигнализирана дозволена офсет позиција. Сега во напад Брегалница. Невнимателен играчот на Брегалница кој што со топката излезе во аут. Стошич. Разредена одбраната на Брегалница. Сепак разчистуваат одбранените играчи како да имаше фаул во акција, почитува предност судијата. Обид за контрнапад, на место е Китановски. Стошич. Обид за центаршут, на место е одбраната на Брегалница. Се уште треба опасноста. Атанасовски. По левата страна. Центаршут на спортивната страна. Шутираше со глава Филип Петров. Навременна интервенција, меѓутоа грешно додавање. Топка во нозете на Томи Китановски. Туркање, слободен удар. Реагират играчите на Македонија Грча, меѓутоа на очиглед еви на нашите камери се виде дека имаше влечење, туркање, држање за дрес. Николовски крај топката. Го гледа расперот на своите соиграчи и упатува средина кон Кудијан. Шоповски кон на десната страна е Мирчевски. Проигруваат играчите на Брегалница. Ја шират играта да ја разредат гостинската одбрана која е доста густа. Активни се штоперите и сега Калит, осемен меѓу тројца играчи на Брегалница, не успева да одава кон Филип Петров. Центаршут на спортивната статива, обид со глави и прекрасна парада на Илче Петровски. Одлично го направи тоа голманот на Брегалница. Убаво центрираше фудбалерот со број 14 Филип Петров. Родригес со глава биеше, меѓутоа Илче Петровски со парада исмедла топката во корнер. Остранат опасноста, останува резултатот 0:0. Лига веќе ги реализира во вечерните термини. Стошич ќе не дава нов удар. Од Додев топката оди во корнер. Топка кон пеналтикот, повторно највисок во скокот Калит Абдул. Меѓутоа, овој пат непрецизно по голот на Илче Петровски. Очекуваме дегажман. Ова се би рекол
Тешки моменти за Брегалница кога топката се додава тука некаде прекрасениот простор. Продолжуваме сега со напад. Марио Нумовски префали на спортивна страна Мирчевски валот. Недоразбирање со Марти Стојанов. Аут за гостите. Кога сме кај Ѓорче Петров, по возрастите на веќе на Брегалница ги памтат оние незаборавни каравани кога Брегалница беше алфа и омега во Македонската фудбалска лига и го трасираше патот кон втората сојузна лига на тогаш Југославија и незаборавни се оние каравани во Ѓорче Петров. И сега да видиме, сериозно беше пред голот на Брегалница, останува 0:0, ново промашување, две шанси за сега за гостите. На Брегалница ги памтат сега незаборавни шанските справи со Брегалница, се дошитираше Боби Башимовски. Да се довршам мислата, значи Ѓорче Петров е во осеќавање на највачите на Брегалница, тоа некогашниот 11 октомври, па се дуваше Југо, колкото сега Македонија Ѓорче Петров. Воглавно се игра по средината на теренот. Мора да нагласам дека прво лигашот од Скопје засега беше по-опасен две. Имаше гон на времена реакција на судијата Крумислав Ѓоргиев. Слободен удар за гостите од Ѓорче Петров. Стошич често проигруваат со Калит Абдул. Филиповски. Назад кон Китановски. На спротивната страна е Атанасовски. Повторно Китановски. Го гледа разпоредата своите си играчи, долга топка. Диагонала кон левата нивна страна, меѓутоа на место е Мичковски и имаше игра со рака во жарот на борбата. Со рака играше Анес Османовски. Слободен удар за гостите некаде 35-6 метри откосо. Дали ги се шутира директно на голот, ако има таков мајстор, некогаш ги имаше, или пак ќе се работи за проигрување, односно центаршот пред голот на Илче Петров, ќе видиме. На првата статива се уште трае опасноста и прекрасен удар беше тоа, меѓутоа сантиметри. Или пак ќе се работи за проигрување на центаршот страната на Илче Петров, ќе видиме. Брзо мина акцијата, заврши топката кај гостинскиот голман. Фудбалските прволигаши досега одиграат 4 кола, а Брегалница во втората лига Исток одигра 2 кола, извојува 2 победи на жешкиот терен во Македонска Каменица, победа минимална, но доволно за високи 3 бода, 1:0 против екипата на Каменица Саса. Во второто коло овде на Градски победа против тимот на Пачковица од Радој со 3:1. Може би резултатот изгледаше висок, меѓутоа бевме свидетели на тој надпревар во вакви убави освежителни услови. Победа Брегалница 3:1, победа 1:0, гостите израмена на 1:1 и во финишот реков и во најавата дека тренерот на Брегалница Добринко Елиевски Пижон направи неколку замени. Неговите џокери се покажаа како срекли, беа асистенти или стрелци на головите
во финишот Бргалница постигна уште 2 гола за победа. Убедлива 3:1 резултат, меѓутоа по играта Плачковица беше равноправен противник, иако домашниот терен си има свое влијание, поготово што реков и на почеток овид од далечина. Брегалница, иако се игра без присуство на публика, скоро 90 минути имаше поддршката од дечките од фалангата на ултрабанда кои што на покривот на автобуска се собраа и не ги штедеа дланките и грлата, навиваат цело време и беа ветер во грб за играчите на Брегалница. Кога сме кај навивачите на Брегалница, ултрабанда и фаланга, низ градот веќе осамнуваат оние мурали, прекрасни графити, со што овие дечки покажуваат дека не е се така обоено или црно, како што викат за многу навивачи. Да проследиме оваа акција по левата страна и далеку има гол. Значи со овие графити, со овие мурали, дечките од овие две навивачки групи докажува дека има умни глави, паметни дечки, креатори вистински, кои што се разбират и уметноста и градот го красат со прекрасни графити кои што осамна реков на повеќе локации и едноставно мора да се ужива во нивните слики. Докажува дека покрај љубовта кон Брегалница и кон сите спортски екипи на Штип со своите дела покажува дека го сакат и градот Штип и на оние некои места каде што би рекол стоја голи зидишта, осамна прекрасни слики со некои си нивни пораки кои што патуваат на фер, спортско и коректно навивање. Половина час се игра на градски, пријателски надпревар, реков во чест на празникот 8 септември, раководството на Брегалница се одважи да излезе во пресад на армијата навивачи да организира пријателски надпревар. Македонија, Ѓорче Петров, гостин засега без голови 0:0. Убава акција на гостите, Филип Петров беше тоа. Направи се, меѓутоа лоша завршица, лошо биеше, високо над голот, што докажува дека се уште нишанските справи, ниту на едните, ниту на другите, не се милиметарски прецизно подесени, но има уште доста да се игра, реков. Убава атмосфера, пријатно време, свежо, терен требнат, идеален за игра, а борбеноста е видлива и ке едните и ке другите. Недостасува уште еден гол, па за играта да добие уште повеќе во жестина. Марио Нумовски кон Марти Стојанов. Далеки шутера, се реши на прегрување и погреши. Останува топката кај Додев. Повторно Додев. Удар кон голот, некого поткачи во борбеноста е видливо и ке едните и другите, сигурна интервенција на Стефан. Недостасува уште еден гол, па за на Македонија Ѓорче Петров. Играта да добие уште повеќе во жестина. Ваквите надпревари се можни шефовите на стотите штабови да одмарат повеќе стандардни правотимци, да им дадат шанси на оние, не да ги подценува резервни играчи, кога има голем број на играчи, добри играчи, квалитетни, тешко е и на самиот шеф, тренер, да ги одбере оние 11 мина, може би ги има повеќе од 11 мина кои заслужуваат да бидат стартери во тимот, но еве ваквите надпревари се можност да им се даде шанса на сите играчи подеднакво да ги искажат своите квалитети и еве да конкурира за натамошниот тек од првенствениот дел на првенството, да атакуваат во првиот состав меѓу првите 11 мина. Се обиде Филиповски да постижи некои своите играчи во шпицата на нападот. Неуспешно и топка. Голманот Илче Петровски во нема друго решение, освен да свали топката во аут и колку толку
да и обрати играта. Аут за Денис Тошич. Божиновски. Стошич. Убава се препе. Стошич. Божиновски. Блокираше Анđelo Николовски. Топка во аут. Повторно за гостите. Овој пат поблизо кон корнер знаменцето. Шликерите се доближуваат до она правоаголна линија која го зачува 16-тикот на Брегалница. На спортивната страна Бенјамин Демир. Атанасовски. Корнер за гостите од Горче Петров. На првата статива и судијата Георгиев покажува топка за голмот на Брегалница, гол аут и ќе биде ова негов дегажман. Стошич назад во одбрана при помош на своите соиграчи од одбраната, аут за Брегалница. Ја слушате реакцијата на играчите. Повеќе имаше викање, крикови отколку што доби вистински удар играч со број 24 Стошич. Давид Атанасовски. Топко патено кон левата позиција, меѓутоа сигнализирање офсайд. Илче Петровски. Убава акција. Мичковски, меѓутоа не дојде топката до Марти Стојанов. Брзо изминуваат минутите на Градски. Се уште без голови. Брегалница Македонија Горче Петров 0:0. Гледаме во кадар шефот на стручен штаб на Брегалница Добринко Илиевски, кој што сигурно на полувреме ќе му каже доверба на играчите кои што се на клупата, ги има доста провотимци. Тука се Кристин Китановски, Дарко Стојанов, Наунче Бакрачевски, Ристен Умов, Лупчи Кудев, кој што беше во гроб план, би рекол, во последните такмици. Се почесто го гледаме во листата на стрелците. Се докажува со своите голови. А тука си младите Леон Цуцковски и Матеј Георгиев. Нов удар од Аглор на првата статива. Од страната опасноста и да видиме дали Брегалница во контра може да направи нешто. Мартин Стојанов со број 3, тоа е Давид Атанасовски. Можда с Брегалница од Прекин да се закани по голот на Стефан Тасев. Засега барем по ударите на голот гостите се во предност. Сепак се оди на додавање и од ова ситуација Брегалница излудува само аут.
Нафрдање пред голот Додев. Крај него Стошич. Двајца играчи околу Додев. Номовски ја добива сега топката и греши. Божиновски сепак не успева да ја одземе. Нов атак на Брегалница. Марио Номовски, Анес Османовски, повторно Номовски, Османовски. Убаво мислеше Марти Стојанов, меѓуто одбраната на Македонија Ѓорче Бетор ја осуди ова акција и изуди аут. Стошич. Аут за Брегалница. Кудијан. Марти Стојанов. На место е Атанасовски. Топка кон Калит и на спротивната страна. Опасна ситуација, меѓутоа на место е Тони Мирчевски. На време реагира и ја запира ова опасна ситуација, беше по голот на Брегалница. По последните минути како да добиваат битката на средината на теренот гостите, за честија нападите, нов обид висока топка и сега од на спротивната страна за гостите. Стошич. Китановски. Атанасовски. Повторно Китановски. Петров. Аут за Брегалница. Анджело Николовски кон Кудијан прави фаул. Топка за гостите, ќе биде ова нов слободен удар. Се за чести прекините, иако има доста свежина, сепак некако не сме навикнати во вакви временски услови така лесно играчите да паѓаат, да бараат прекин. А со тоа и активноста на играта да се стопира. Османовски. Марти Стојанов. Повторно Османовски. Направен е прекршок. Тука некаде на средината на теренот. Нов обид ќе биде ова да се организира нов напад на Брегалница. Шоповски враќа назад и жол картон. Со број 8, ако тоа е за Шоповски. Ризич враќа и на топката назад. Китановски. Стошич. Китановски. Стошич. Го бараше Филип Петров. Нов аут. Стошич ќе го изведе. Во средина кон Кали Дабдул. Стошич. Филиповски беше тоа со број 10. Атанасовски.
Нов прекин. Нов слободен удар и нов жол картон за некои од играчите на Брегалница. Веќе сме во финишот на самиот надпрво, дали од овој прекин ќе дојде или ќе се изроди некоја шанса за гостите, ќе видиме. Многу играчи пред голот Нилче Петровски даден знак за изведување на слободниот удар и изведување на токму на пеналтикот, реагира одбраната на Брегалница, топката е свалена. Стошич нафрла висок скок и нема ништо од овој напад. Јован Манев сигурно на штоперската позиција во Брегалница не дозволува изненадување. Петров. Стошич. Убав удар беше ова. Меѓутоа, повторна среќа за голманот на Брегалница Илче Петровски. Можеше лесно да биде ова и воство на гостите, меѓутоа еве топката за околу половина метар отиде крај голот на Брегалница. Османовски. Мичковски. Го бара Кудијан. Слободен удар искористи играчот во шпицот на нападот на Брегалница и да видиме дали ќе има полза за чести прекините. Шоповски. И овој момент судијата Крумислав Георгиев свири крај на првите 45 минути во кој што видовме игра динамична, во главном повеќе на средината на теренот и мора да признаеме дека гостите од Ѓорче Петров беа во повеќе позиции за постигнување на гол. Нешто поради одбраната на голманот Илче Петровски, нешто поради неефикасноста, неподесените нишевски справи на гостите, резултатот останува 0:0. По пауза 10 на минути, драги гледачи, ќе се јавиме повторно од градски стадион во Штип, каде што